Дозволете ми на почетокот да ве поздравам сите и заеднички да си го честитаме денешниот ден, 18 мај, Меѓународниот ден на музеите. Институцијата наша, Вински музеи за регион Тиквешка Вадарци, за прв пат се вклучува во оваа манифестација, во одбележувањето, со манифестација, односно настан, ликовен перформанс, лозарството и винарството низ историјата, на која што учествуваат 5 ликовни уметници од Друштвото на ликовни уметници на Кавадарци, кои што на некој начин ќе го доловат богатото културно наследство кое што нашата институција го поседува, и со тој настан ние како институција се вклучуваме во одбележувањето на Меѓународниот ден на музеите. Оваа манифестација за прв пат е одбележана во 1977 година, а ние како држава се вклучуваме во 1993 година. Целта е да се отворат музеите према посетителите, према граѓаните, да ги отворат своите врати, да можат љубителите на уметноста да во поголем број дојдат, ги посетат нашите институции и да промовираме некој настан со кој што и ние како институција би се вклучиле во одбележувањето на овој ден. Би сакала на крајот само да споменам дека Винскиот музеј од своето постоење, минатата година во септември месец, до сега над 2000 посетители го имаат посетено. Навистина стана една задолжителна дестинација не само на посетителите од Кавадарци, него и пошироко, и се надевам дека во тој правец и ќе продолжи. Исто им честитам и на уметниците и на овие винариите овој ден. Им посакувам успешна работа, убава соработка. Ние сме задоволни од манифестациите што ги организира Винскиот музеј во овој добар простор. Општина Кавадарци уложува во овој простор, задоволна е од тоа што е постигнато. Се надеваме дека и понатамошната соработка ќе влоди уште голем плод. Ваквите денови сега во ова време, кога имаме корона, се на едно пониско ниво, поинако организирани, под други мерки. Се надеваме дека тие 2000 посетители што дошле овде сме оставиле добар впечаток, ќе се наголемува. Ние ќе се работуваме, ќе даваме помош на Винскиот музеј. Да ви посакам денеска само еден убав ден, да бидете наши посетители, да имаме уште поголема соработка. Директорке, да не должам многу, благодарам и на вас што не поканивте. Задоволството падна на моја страна, градоначалникот да се извиниме дека има големи обврски, сакаше да дојде. 18 мај, Светскиот ден на музеите, а ликовните уметници се во непосредна врска токму со музеите. Ке поразговараме со еден од учесниците на овој ликовен перформанс денеска во Винскиот музеј во Кавадарци, Горан Боев. Кажи ми, колку лозарството и винарството преовладува во твоите слики? Преовладува во однос на специфичноста во изборот на бојата, најчесто, колоритот, често сликаме, често користам во мојата палета виолетова, розева, жолта, зелена боја, кои што се доминанти во самото грозје, во виното и така натаму, и некако се наметнуваат природно во начинот на работа. Во нашето, не само во моето сликарство, туку и во, како што гледам, и во сликарството на останатите уметници во Теквешијата. Можеме да споменеме, да речеме, еден Глигор Чемерски или Перо Мазев или така натаму, кој што, ако ја погледнеме нивната палета, ќе видиме дека преовладува баш колоритот од ова поднебје. И секако овде нашето силно сонце во лето, кој што блеска со својата силна жолта кадмиум боја. Да прашам, ова што во моментов го црташе грозје берачка? Да, ова е грозоберка, девојка што бере грозје. Инаку, темата за перформансот е врзана со историска конотација. Ова не е далеко од нашата далечна историја. Ова ќе биде девојка во народна носија, да речеме, пред најмногу пред 100 години, како било тоа, на кој начин се одвивало, на кој начин се одвивала бербата на грозје овде во нашиот регион. Денеска во Вреки, меѓутоа тогаш во Кошници и така натаму. Да, затоа нацртав и плетена кошница, и ќе има така богата, ќе биде со грозје, ќе се потрудне девојката да биде
нели убава како што е во нашето Македонка. како македонка, нели? И ќе се потрудам општо да го одолувам тој амбиент значи на нашата традиција каква била и на некој начин и да оставим и порака за каква и треба да биде понатаму. Само за крај, спомнав на почетокот, ликовните уметници на некој начин се во тесна врска со музеите. Ги користат нивните галерии за изложбите и така натаму. Да, па денес е светски ден на музеите, како што знаете, и оваа идеја мислам дека е извонредна на идејата на Винскиот музеј да со оваков перформанс нели обележиме овој ден. Денес сите музеи во светот слават, а ние на наш специфичен начин и секако во однос на самата тема, специфичен начин во однос на грозието, на лозите и така натаму. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.